После тоталниот крах во сите сегменти од образованието, власта и понатаму продолжува со форсирање на своите приватни проекти. Последното нешто што почна да се реализира е иницијативата за поделба на Шумарскиот факултет. Од него би требало да произлезе факултет за технологии и дизајн на мебел. Формирањето на нови факултети понекогаш е добра работа, кога реално се создаваат или воведуваат нови образовни програми. Но во овој случај станува збор за ист простор, исти кадри, за програми кои во кредит трансфер системот веќе се влезени во програмата на Шумарскиот факултет. Значи, уште една фасадна политика, која што единствено има за цел да задоволи нечи приватен интерес и амбиција. Посебно ако се земе предвид дека човекот кој најмногу ургира за одцепување на факултетот е токму полубратот на Никола Груевски. Дали може би сака да биде декан на истиот? Ароганцијата на власта оди дотаму што ваквите идеи се форсираат и покрај фактот што Наставно-научниот совет се има изјаснато негативно. Сенатот на универзитетот се уште се нема произнесено, додека ректорската управа има негативен став. Очигледно, власта не може да се откаже од третирање на јавните образовни институции како да се нивни приватни факултети. Познавајќи ги навиките на Никола Груевски и на фамилијата, јасно е дека не им беше доволен само факултет за тате, туку сега сакаат и факултет за бате. Оваа власт продолжува со омалуважувањето на обичниот граѓанин. Не само што длабоко става рака во неговиот джеб, не само што материјално ги наградува своите членови, туку преку само доделувањето на титули и престижни позиции поставува зид за напредокот на сите работливи и заслужни луѓе кои што не се членови на ВМРО ДПМН. Ги наполнија своите джебови, но останаа гладни за позиции и обштествени статуси. Ако нешто со пари не се купува, тогаш тоа не е пречка за ВМРО ДПМН насилно да го присвои. Се уште чекаме одговор и одговорност за Васко Наумовски, кој што во моментот додека е вице-премиер се истепа да се вработи како наставник на правниот факултет. Истиот Васко Наумовски, кој во апликацијата за наставник во графата за образовни квалификации без трошка срам навел дека е член на владиното тело за следење на спроведување на акцијскиот план за борба против корупцијата. Веројатно ова е објаснувањето зошто корупцијата во владата на Никола Груевски цути како никогаш досега. Во Македонија не постои сфера во образованието. Не постои факултет каде што ВМРО ДПМН брутално не врши партизација и каде селективно не мести кадри од своите партиски редови.